Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе приготвуваме капоната. Кога прв пат пробавме капоната, не очекувавме многу. Состојките се многу обични и нема мис во јадењето, но ви гарантираме дека пријатно ќе се изненадите исто како и ние. Лесно се приготвува и е неверојатно здраво. Да започнеме со состојките. Ќе ви требаат еден голем модар патлиџан, една главица кромит, една снопа целер, 2 домати, 50 грама зелени маслинки, 2 главици лук, 20 мл вински оцет, 2 супени лажици копар, една рака макдонос, сол и бивер и маслиново масло. Прво треба да совриеме вода, во неа да ги додадеме двата домати и да ги оставиме околу 10 минути. Подоцна ќе ни требаат доматите без лушпа, а жешката вода ќе ни помогне полесно да ја отстраниме. Време е за сечкање. Прво исечете го модриот патлиџан на големи парчиња. Модриот патлиџан ќе ја сочини основата на чорбата. Потоа исечкајте го кромидот, па лукот. Потоа доаѓа целерот. Потребни ни се парчиња слични по големина. Извадете ги семките од маслинките. Прво треба да го испржиме модриот патлиџан. Загрејте малку маслиново масло во делимано тавата и потоа зачинете со малку сол и бивер пред да го додадете само модриот патлиџан. Сакаме да го подпржиме модриот патлиџан додека зарумени. Промешувајте на секој 30 до 40 секунди и внимавајте да не загори модриот патлиџан, туку само да добие убава боја. Откако ќе ја видите посакуваната боја на најголем дел од парчињата модар патлиџан, извадете ги од садот и оставете ги да се изладат. Потоа во истата тава додадете лук, кромит и целер и пржете ги кратко. Исто така додадете сечкан макдонос и погрижете се тој да ги прекрие останатите состојки. Навратете се на доматите. Досега лушпите треба да се разлабавени. Извадете ги доматите од жешката вода и веднаш ставете ги во студена вода. Сега ќе можете лесно да ги излупите. Откако ќе ги излупите, исечкајте ги на големи парчиња и подгответе ги за додавање во чорбата. Додадете ги доматите и маслинките во тавата и продолжете со мешање. Исто така додадете ги и парчињата модар патлиџан и копарот и продолжете со мешање. На крајот додадете го винскиот оцет и потоа ставете го капакот од тавата и оставете ја на средно силен оган од 8 до 10 минути. Време е за сервирање. Едноставно исторете ја капонатата во длабок сад и украсете ја со свеж макдонос. Овде додаваме и малку свеж лимонов сок. Постојат голем број рецепти за капоната и сите додаваат нешто различно. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.